На вториот ден од кампањата за претседателските избори, кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски дојде во Кочанскиот регион. На повеќе локации во градот и населените места се сретна со групи граѓани и во непосреден диалог ги изложуваше сопствените видувања за иднината на државата. Тој рече дека има разбирање за проблемите со кои тие секојдневно се среќаваат, а поради што не гледаат добра иднина за себе и своите семејства. Според Пендаровски, источниот регион на Македонија е еден од најзапоставените во државата и во економска и во демографска смисла. Таквата состојба е неповолна за сите, па луѓето барале начин на други места да си ја обезбедат екзистенцијата. Овој регион по сите статистички показатели има најголем одлив и на млади и на оние што може да заминуваат од државата. Че ова е опустошен регион и моето длабоко уверување е дека тоа се должи на политиките на централната власт, која мисли дека треба само Скопје да се развива во еден сегмент, а регионите да умираат. Пендаровски смета дека граѓаните треба со свој ум и без страф да одлучуваат на престојните избори за политичката опција за која сметаат дека е подобра. Она што во изминатиот период и по 2 дена од почетокот на изборната кампања го забележал, го оценува како негативно. Гледам меѓу луѓето со кои денеска се среќавам дека има голем страф, голема резерва, страв како ќе биде на денот на избори, дали некој ќе ги одбележи, дали утре ќе им укине некаква субвенција по тој основ, да им кажам дека теоретски шанси нема некој да ги одбележи и да ги санкционира заради своето политичко мислење. Значи да си гласаат како што мислат по свое убедување, со своја глава и при тоа да имаат само една мисла во главите. Како да биде подобро од утрешниот ден понатаму за нив и за нивните деца. Според Пендаровски, никој во Македонија не смее да наметнува политички став кон никого, односно гласачите сами да решаваат според изложените политички понуди и неговата и на неговите опоненти. Кандидатот на социјалдемократите за претседател на државата рече дека граѓаните не треба да им се плашат на моќниците на власт, без разлика дали се од нивната локална средина или доаѓаат од Скопје. Во рамки на престојот во регионот, Пендаровски посети и населени места во општината, а престојуваше и во соседните Чешиново, Облешево, Зрновци и Виница.